Секој пат, кој ноќта го проголтува денот. Кога ја ставаме главата на перница, тонеме во нашите разиграни мисли. Свет, онаков, како што го замислувам и можам да го гледам само јас. Перницата е таа која чува вистината на сите мои тајни. Таа е сведок на се она што не стигнува доцна во ноќта. Би можела да зборува место мене. Веројатно, прво ќе го спомне моментот кога се сретнав со Танцо, уште од мојата 5-та година. И патот што го чекорам во ритамот на музиката. Сонувам. Некогаш и будно. Сонувам како танцувам на големи сцени. Сонувам да патувам. Сонувам да направам големи дел. Да бидам промената во мојата земја. И покрај оваа парада на лицемери, кои како нивна противтежа, освети чисти души, без кои светот би заминал во неповрат. Јас и мојата перница. Сите дилеми, подвизи и падежи, планови, многото одговори на прашањето да се биде или не. Делче по делче, како мозаик, ја составуваме мојата приказна. Ко да не си бил тој што ме повредил. Не. Твојот поглед знај ме убива, со насмевка заробуваш ода. Те молам замолчи, ништо не зборувај. Нема збор, тој стално ти потонува. Секој допир твој сега е одбивен. Твојот подпис стои во солзите. Ти не ги помниш, зарем не? Ти не ги помниш, зарем не? Кога ќе помине времето, ќе ги открие. Од овој сон разбуди ме. Од него ти раздели ме. Од овој сон разбуди ме. Од него ти раздели ме. Ти нема да си тој што чекори во сонот мој. Нема да си тој кој спомени ќе врати. Нема да си тој што ме зароби во ноќи. Ти не ги помниш, зарем не? Ти не ги помниш, зарем не? Кога ќе помине времето, ќе ги открие. Од овој сон разбуди ме. Од него ти раздели ме. Од овој сон разбуди ме. Од него ти
Сакам да танцувам затоа што ја осеќам музиката. Сакам да пеам затоа што убаво ми е и така си го вежам гласот. Јас сакам да бидам кога пораснам пеачка. Убаво ми е кога пеам. Наставничка, балерина и пеачка. Ти сакам да бидам балерина. Ти сакам да бидам балерина. Да бидам балерина. 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 И зато ме записа ја тука, ти сакам да сум балерина. Јас завака нешто вака да кривам како вистинска балерина. Ама си рана. Ја сакам многу. Право ми е дека таму ќе сум на настап. Со луѓе, нови другарите не ќе се запознам. Ама тика? Побој ме в тази тета не ме побој дома. Јас сум Хана, јас сакам да бидам астронаут. Ќе летам, ќе танцувам на месечината. Ќе танцувам на месечината. Со добри мисли за се. Малку е потребно тоа да се постигне. Кон секого да гледаме со почит, најважно е само со убав збор да се разбираме. Секој од нас да подари малку љубов, немирот ќе престане. Нема да има поделби. Секој од нас да подари малку љубов, немирот ќе престане. Тогаш сложно сите ќе живеат. Можеме да бидеме со добри мисли за се. Малку е потребно тоа да се постигне. И секој од нас да направи по една добрина на ден. Тогаш овој свет ќе е прекрасен. Секој од нас да подари малку љубов, немирот ќе престане. Нема да има поделби.
Јас знам што е љубов. Љубов е кога сакам да го гушнам целиот свет. Многу сакам да танцувам, да се појавам на сцена. Сакам да глумам и да му кажам на публиката милион нешта, без да искористам ни еден збор. Тоа го научив во Настасија центар, затоа сакам да одам таму. И сакам да танцувам и да пеам. Од секојаш сум сакала да пеам, научив прво да пеам, па да зборувам. Сакам да пеам дека многу ме прави среќна. И сакам да танцувам дека се осеќам многу слободно. Јас сакам да танцувам бидејќи ми е убаво да научувам нови елементи и да се дружам со деца. Јас многу сакам да пеам, затоа што преку пеењето си го одвивам гласот и многу ми е убаво кога ќе пеам заедно со мојата група. Сакам да пеам бидејќи сакам убав глас да имам. Јас го сакам многу центарот затоа што таму се пронајдов со играње, танцување и со пеење. И многу ми е мило што најдов многу другарчиња и ние сме како една фамилија. И учителката многу ја сакам. Па, би сакала таму да одам заради многу причини. Првиот пат сумаме се друштвото, па после стил на танцувањето и најмногу ми се допаѓа. Наследничката Стефанија е многу добра, кон сите. Јас сакам да пеам бидејќи имам желба да пеам. Кога ќе пораснем, јас сакам да бидам докторка, затоа што докторите им помагаат на луѓето и мене многу ми е убаво кога ќе му помогнам на некој бидејќи ми исполнува душата. Јас во светот би сакала да имам мир и сложување. Јас сакам кога ќе пораснам да станам ветеринарен доктор. Јас сакам да бидам кога ќе пораснам пеачка или учителка по англиски јазик. Јас кога ќе пораснам сакам да бидам писателка. Кога ќе пораснам, јас сакам да бидам пеачка. Нема да дознаеш, тоа сигурно знам. Како да препознаеш кога некој те сака без крај. Нема да дознаеш, тоа сигурно знам. Како да препознаеш кога некој те сака без крај. Има ли сјај во твоите очи, што во мене скришно те погледаат? Има ли сјај во твоите очи, дали и тие ништо не разбираат? Треба да размислиш сега, мораш да сватиш сам. Треба да одлучиш брзо, не ти е лесно, знам. Безнадежен, заврти се, ако треба разбуди се. Биди фин, биди љубезен, за да не си безнадежен. Безнадежен, заврти се, ако треба разбуди се. Биди фин, биди љубезен, за да не си безнадежен. Нема да дознаеш, тоа сигурно знам. Како да препознаеш кога некој те сака без крај. Нема да дознаеш, тоа сигурно знам. Како да препознаеш кога некој те сака без крај. Има ли сјај
1996 година. Модно студио Анастасия. Студио за модерен балет Анастасия. 2017 година. Анастасия Център. Факултет. Брак. Първо дете. Най-голем емотивен удар. Церебрална парализа. Второ дете. Трето дете. И аз съм много умна. Се запослив на друго работно место тоа што сум учила. Бидејќи сум умна. Го следев системот и следев нормите на домашното воспитување. И аз бев умна. Подршка од дома за патот кој го исправ. Родителите не сакаа да се мачам, бидејќи татко ми работеше конфекција цел живот и беше приватник. А јас требаше да работам во државна институција, да не се мачам. Следи го системот, но не слушав. Го следев гласот од мојата душа, која ми велеше прави го тоа што се среќна. Кога го започнав патот на моето патување, на мојата среќа, ама како ќе успеам се да остварам? Фамилија, 10 години неприфаќање на мислата дека Игор е хендикепиран, 2 деца здрави кои имат своји потреби, многу голем залак стои пред мене. Ама јас можам, не сум систем, јас сум индивидуа која може се што е пред мене да го оствари. Па децата растат, сакаат спорт, кој го обожавам, уметност која обожавам, па дома фамилија која обожавам, па работа. А време како најдував? Па дење, ноќе, работев. Го правев тоа што најповеќе го сакав. Фамилија, покрај сите дела што беа направени се прават. Јас верувам во фамилија, оти тоа е највредното нешто и така ги воспитував моите деца, не? Но се што сакав и се што ми беше највредно, почна да се распаѓа. Прв удар, втор, многу болен, трет, уште поболен и се е надвор од системот, не? Патот на тие вредности го следи тој што вистински верува во фамилија, во вистината, а не во лаги и илузии. Помина тоа време, живееме во време на вистини. Многу се болни вистините, знам, и тој пат на вистина е многу тежок. Но е многу благодарен, многу е среќен, имаш мир во душата. Го сакам овај пат кој што го изоде. Ништо нема да ме ленува. Се се случувало со причи. За денес вистински да знам која сум, што сум, што правам и да имам вистински мир во себе. If you want to heal the nation, you don't need any explanation. Everybody wants your love. That was written in your code. Hey you, welcome home. All the people who have the lack of perfection, I guarantee they are full of affection. They are giving amounts of love, but you're still looking with an open mouth. Let me explain, people. Prejudice has made you blind. Acting kind or jealous is making you dumb. Staring at your phones, autism has grown. Ha ha ha. Why are you laughing? I'm sorry for shouting the truth, I'm so sorry. 'Cause all that matters now is you. Oh you. If you want to understand the world, you have to understand yourself. If you want to heal the nation, you don't need
me help you by telling you my story. Be more open if someone has a worry. If someone has a worry. I was raised up With my older brother, who has cerebral palsy, He taught me to be a fighter, but he is not here anymore. Now I feel his presence much more and more. working on my essence, his message I want to spread. There is a birth after that. My consciousness is grown, phoenix tattoo on my arm is drawn. If you want to understand the world, you have to understand yourself. If you want to heal the nation, you don't need any explanation. Everybody wants your love. That was written in your code. Everybody needs your love. Hey you, welcome home. Oh, oh, oh. Open your heart and help. There are thousands of broken lives. Oh, oh, all they want is peace and love. Oh, oh, all they need is you to give respect to all mankind. Душата постои со чистата љубов. Физичкото тело – илузија на човекот. Сожалуваш? Имаш површна констатација за самозаштита. Да не сум јас на негово место. Физички недостатоци гледа човечкото едноумие. Подсмевот, осудата, се нивен хендикеп. Од каде знаат дека јас не ги слушам нив? И јас слушам и гледам, зборувам, се движам. Живеам нормален живот. Преку мојата душа, преку мојата свесност. If you want to understand the world, you have to understand yourself. If you want to heal the nation, you don't need any explanation. Everybody wants your love. That was written in your code. Everybody needs your love. Hey you, welcome home. Како мала сакав да танцувам и да излезам на сцена. Секој човек ја следи својата природа. Мојата желба е преку танцот да го смириме светот и да има мир во нашите животи. Така и јас ја открив таа особина, чувствувајќи се среќна и успешна во центарот заедно со тамошните пријатели. Сакам сите луѓе да заборават се што се случува. Политиката, војната, короната и други работи. Познато е дека нашите мисли ги предизвикуваат нашите чувства. Тоа е човечка природа. Исто така, преку танцот можам да ги искажам моите чувства и моите мисли. Мојата мајка вели: човечките особини среќно ги изразуваат само добрите и остварени луѓе. Од кога се запиша во Анастасија центар, мојот живот се смена бидејќи овај центар е центар каде што можеш да ги искажеш своите чувства. Јас ги пронајдов тие луѓе со вакви особини во овој центар и многу сум среќна поради тоа. Како си? Возбудена, а ти? Возбудена, исто како тебе. Возбудена сум за овој миг. Леле и јас. Многу е интересно. Нашите облеки се многу типски. Да, во право си. Дали имаш трема кога си на сцена? Да, и ту многу. Исто како во овој момент. А дали ти имаш трема кога си на сцена? Не, јас немам трема.
Убаво ми е публиката да ме гледа кога ќе излезам на сцена, исто како и сега. Знаеш шо, во право си. Не треба да имам трима ваков прекрасен момент. Дали си спремна за следната песна? Да, и ту повеќе од спремна. Овој центар е мојот сон. Секојаш кога ќе танцувам, се чувствам дека ова е моето место. Место што ме прави да ги отфрлувам сите мои негативни работи. Затоа Анастасија центар е најубавото нешто што ми се има случајно во мојот живот. Мојата желба е да бидам најдобриот танчар што можам да бидам. И кога ќе постигнам тоа, посакувам да правам соло. Ти благодарам Анастасија центар, што ми го направи мојот сон да се оствари. И да го правам тоа што најмногу го сакам. Сме слободни. Слушни ме, види ме, сакам да танцувам. Јас играм за тебе, те сакам. Hear my voice, make some noise. I wanna dance. I wanna dance for you. I love you.
Во денешното општество, сите се чувствуваме празни и управувани од другите до нас. Ретко ја слушаме својата душа и срце. Зошто е тоа така? Па нормално, кога не води материјалноста, егото и љубомората. Животот како борба каде секој се бори со самиот себе. Секој со своја цел. Каде наметнати ни се современи животни стилови, во кои честопати може да се изгубиш. Во неочекуван момент, така случајно, одлучуваш за нешто. Ете за мене, нешто кој ме донесе до место, кој ме стреми за понатамошни постигнувања и нови цели. Бев мала, само 8 години и во училишните клупи, кога случајно и од флаер видов за центарот. Да се биде дел од Анастасија центар, значи да се биде дел од уметност, дружење и спортска активност. Оно што сите не сплотува е магијата на пријателството. Самото ме привлече и желбата стана голема. Почнав и таму се пронајдов. Желбата се зголемуваше, а сонот непрестанато го следев. Здобив многу пријателства, пронајдов луѓе кои ме поттикнуваат кон нови цели и постигнувања. Има мали нешта кои не прават среќни. Мене танцот. Трчајки низ животот, го бараме совршеното надвор и наоколу. А доволно е она во тебе, твоето, она што го кажува твојата душа. Секој дете има своји сони и идоли. Моите идоли беа познатите балерини и манекенки поради нивната витка става и грациозни движења. Го посетив центарот и не само што ми се исполни жалбата за балет, туку и застанав на манекенската писта и облегов модели, скроени по мерка за мене од мојата драга Анастасија. Секој мој слободен миг го користам да бидам во тоа катче, кој ме полни со позитивна животна енергија и ми дава сила да се справам со сите препреки. Да го живеам животот кој е вечна борба меѓу доброто и злото. Да се радувам на успесите, да им помагам на блиските, да делам љубов и добрина, и да верувам во себе. Знаеш, после
гужва. Луѓе, многу луѓе. Редици на банка. Работа, дупло работа, еден состанок, а 2, 5. Нахрани го папагалот. И пушти машина. Полјарот капи, мајстори. Детето ќе оди на екскурзија. Сметки, пак сметки, кредити, нови чевли, се смалиле. Фломастери и 2 тетрадки и... книги на попуст. Купи прашок, купи шеќер, купи 3 сијалици, пак гужви. И храна за детето, храна за мачорот, а храна за душата, а одмор, а љубов и време за себе. Треба да одморам. Треба да танцувам. Мама! Уморна сум. Најба си. Мама? Молам. Дали светињата спијат? Спијат денски кога ги гледаме. А зошто? За навечер да се будни и да ни прават свеж воздух. Мама! Молам. Како изгледа душата? Како тебе. И како мене, и како мачето, и како цвекињата дома, и како се друго што дише. Душата нема облик, не ја гледаш. Само ја чувствуваш како зрачи од се живо. Мама, сакам да одам кај оние цвекиња. Не, ќе ги стапнеш и ќе овенат. Ама зошто? Сакам да ги погалам. А зошто? Па да видат дека ги сакам и да пораснат поголеми и повесели. Мама, почна да врне, да се скриеме. Не. Ама зошто? Не се плаши од дождот. Дозволи му некогаш да те наврне, да те погали со чистите капки вода. Ке се освежиме како цвекињата што ги галеше и ке сјаеме со нова енергија. А зашто постојано танцуваш? Зашто музиката ме движи, ми ја храни душата и ме тера да кажам се што ме радува или ме боли без зборови. Мојата душа зборува со движење. И јас сакам да танцувам како тебе. А мама, зашто молчиш? Не си срекна? Срце мое, понекогаш сум најсрекна во тишина. Доволно е дека те гледам до мене како едноставно постоиш. Немам потреба од зборови. Ти имам тебе, имам се. Срекна сум и уживам во тоа чувство. Мамо, ми се спие. Дојди да те гушнам да заспиеш. Сакам кога ме гушкаш, тога сум најсигурна и најсрекна. Добра ноќ, срце мое. Ти си срце мое. Ти си. Не ти си. Ти си. Двете сме. Добра ноќ.
moj, počnem silno da čuka. Inspiriraš, motiviraš, izbiraš ljubav, izbiram sreća. Izbiram sreća. Eve pak tu kad sam jas, namesto to što podsjeća na tvoj odglas podalečina. Vrace što me čeka. Eve pak tu kad sam jas, namesto to što podsjeća na tvoj odglas podalečina. Vrace što me čeka. Решително стоиш от душата, не ми бегаш. От душата не ми бегаш. До мене сега, за миг ти си во мислите, срце ми стегаш. Решително стоиш, од душата не ми бегаш. Еве пак тука сум јас, на местото што подсеќа на твојот глас подалечина. Раце што ме чека. Еве пак тука сум јас, на местото što podsjeća. Eve pak tu kad sam jaz, namesto to što podsjeća na tvoj odglas podalečina. Vrace što me čeka. Девојчето со долгата коса, така велеа. Јас излегував на сцена и сцената беше моја. Мојата мајка како да знаеше зошто ме родила за на сцена. Секој пат кога ќе помислам зошто ја одбирам сцената, одговорот е едноставен, затоа што имам многу да кажам, имам многу да пренесам. Мојот избор беше дали ќе се реализирам себично како успешен артист, како успешен изведувач, или тоа моje знаење ќе го пренесам на уште многу деца, млади и возрастни, кои сакаат да се истражат себе си, да побараат длабоко во себе, да бидат тоа што се. Останав во Битола. Многумина ме прашуваат зошто го направив тој чекор, но јас сум воспитана да создавам, да го почитувам мојот корен, да зголемувам, да проширувам, да чувам вредности, да се зачувам себе си. Мојата мајка започна нешто многу големо. Јас тоа го сватив и осознав дека најдобро е да го правиш тоа што вистински го сакаш во својот дом, во своето родно место. Зошто ако си среќен таму каде што си роден и ако го почитуваш својот корен, универзумот е бескрајен за тебе. Затоа што ги преживеа во самените ноќи во тугите градови. Ги поминав борбите на еден артист. Ги врвам личните борби
И пак го одбирам овој пат. Патот во кој има деца, во кој има насмевки, во кој има многу љубов. Ми велат не личам на својата возраст, не личам затоа што се дружам со деца. Но тоа не е решение за среќа, нели? Моето решение за среќа е да го правам тоа што навистина сум. Од малечка сонував дека сум на сцена, дека пеам, дека танцувам. Јас тоа го правам денес. Сум среќна и исполнета. Сите мои лични борби ги преточи во текстови. Болката ја разрушив со музика. Креирам, создавам, за вие да бидите среќни. Затоа што мене ме прави среќна и туѓата среќа. Ви благодарам. Ви благодарам што ме слушате. Ви благодарам што соработувате со мене. Ви благодарам што се дружиме. Затоа што уште тоа ни остана. Да си помагаме. Да се сослушаме. Да се сакаме. Благодарам е зборот што многу значи, но ретко го кажуваме. И јас би сакала некој да ме израдува со едно благодарам за се што имам направено. Многу забораваат да ми го кажат тој збор. Но им простувам. Им простувам затоа што не знаат. Не сватиле се уште што добиле. Понекогаш си велам, да имаше некој да ми го даде тоа што јас им го давам на децата. Кој знае каде ќе бев сега. Но сум благодарна. Благодарна сум дека сум ја имала мојата мајка, водилка, која што веруваше во мене дека ќе успеам. Во моментите кога се колебав, таа ми велеше не, ти ќе продолжиш напред. Затоа што имаш талент, имаш дарба. Тоа е Божја дарба. Ти треба да го следиш Божјиот пат. И почнав да го следам. Го следам патот на светлината. Патот со препреки, патот со удари, патот со болки, но на крајот блаженство. Топлина, љубов и мир. It was 1992, are you represent? She was born, baby, to this road to represent. She was running, baby, trying to find true love. Then she went up, down, hoping to get it, maybe. Then she sings all night long. Then she screams to stay strong. But your love is uneasy, baby. Hope you get her dizzy. Do you remember that year? His mom was staring at him, telling the biggest secret, different of lies. He was running, baby, trying to find true love. Now I went up, down, hoping to get it, maybe. Then he sings all night long. Then he screams to stay strong. Find your love isn't easy, baby. Hold together, get her dizzy.
screams to stay strong. To find your love isn't easy, baby. Hold together, gather dizzy. Stay in one thing, they'll catch the stars. Stay in one thing, they'll catch the stars. Stay in one thing, they'll catch the stars. Stay in one thing, they'll catch. Then she sings all night long. Then she screams to stay strong. Find your love isn't easy, baby. Hold together, gather dizzy. Then she sings all night long. Then she screams to stay strong. Find your love isn't easy, baby. Hold together, gather dizzy. Lutam svuda, lutam u mislima, lutam u ljubavi, igram, studiram, sviram. Putujem u jedan grad, putujem u drugi grad, jednu zemlju, drugu zemlju. Tražim sreću, tražim ljubav, tražim muziku, tražim prijatelj, tražim život, a pre svega tražim sebe. I uz to na svakom putu i u svaki uspon i pad verujem u Gospoda, verujem u božanski put, verujem u prave vrednosti, verujem u pravu ljubav. I tako jednog dana dođoh u Bitolu i pronađoh ljubav, pronađoh put, pronađoh muziku, pronađoh sreću, pronađoh sebe, pronađoh svoj centar. Pronađoh mesto gde su mi se popravile sve fizičke, kreativne i duhovne sposobnosti. Zato znam da sam na pravom mestu. Zato znam da sam na pravom mestu. Nešto. Osjećam nešto lepo, nešto prelepo, nešto što se rečima ne može opisati. Družite se spojeni, najsilno se gušmati. Ja sam ti, ti si jas, zajedno pripojeni. Nešto što svi traže je osjećaj koji sam našao. Nešto što svi teba rade, čustvo to što ja zgonajdov. Nešto što svi traže je osjećaj koji sam našao. Nešto što si
ja znam, svaka ljubav bi bila prava. Osjećam nešto prekrasno, nešto što su zborovi ne se ni opišuva. Nešto što svi traže je osjećaj koji sam našao. Nešto što si teba rade, čuvstvo to što ja zgo najdov. Nešto što svi traže je osjećaj koji sam našao. Nešto što si teba rade, čuvstvo to što ja zgo najdov. Ako tražiš istinski put, srce svaki odgovor zna. Ako baraš istinski pad, sledi go, tvoje to srce. Nešto što svi traže je osjećaj koji sam našao. Nešto što si teba rade, čuvstvo to što ja zgo najdov. Nešto što svi traže je osjećaj koji sam našao. Nešto što si teba rade, čuvstvo to što ja zgo najdov. Колку посакував да имам девојче. И оп, Господ ми ја подари Стефанија, дете кој од мало сакаше да пее, да танцува, да глуми. Вистински уметник. Ја носам на часови по манекенство. Ми се понудува да направам модели во една голема ревија која се одржуваше во Домот на културата. И јас направив 10 уникатни парчиња, прекрасни. Децата беа толку среќни, весели, бидејќи добија огромен дар од мојата душа. Заврши све прекрасно и наеднаш бум, не е добро ова што го правиш. Не може да делиш ти со твоите облеки. Мора да бидиш иста како другите што работеа на ова ревија. Родителите се бунат бидејќи нивните деца не се облечени како овие 10 деца што двојат. И јас немав одговор на сето тоа. Јас сум таја, не можам да се сменам, а и не сакам. Втора ревија, 100 модели, прекрасна ревија, сватри, сама можам да творам собствени дела без некој да ми стои над глава. Во тој момент не знам како понатаму, како сама би го правила тоа. Малото девојче Стефанија, кој имаше 4 години, ме прашува после ревијата: "Ама мамо, каде јас понатаму ќе настапувам, ако не правиш ти реви?" Клик! Мотивот беше пред мене. Ми даде сила, ми вдахна мисла, која ден денес, по 26 години, течи, си има свој развиток и денес сме овде. А девојчето со долгата коса, како што ја вика, ме следеше по цел тој пат на творење, на ревии, и беше толку среќна што е на сцена. Ми замерува некогаш дека не ја обрнував доволно внимание за сцена, бидејќи
се сакав да функционира, а таа беше професионалец од малечка во тие побарување што ги имавме пред нас. Не ја облекував јас, и таа сама можеше сето тоа да го прави од мала. Го сгреши моделот од друго девојче, потесен. И ние тоа го видовме дури после на снимки која сме гледали Реви. И тоа девојче, јако и било тешко, бидејќи вниманието мое сакав да биде подеднакво за сите деца, а не дека ми е ќерка мене па целото внимание да и го посветам неа. А со тоа и правев добра услуга, бидејќи сама се развиваше, си го најдуваше својот пат, ако беше срамежливо, нежно девојче, израсна со текот на годините во тоа што е денес. Ти благодарам, Стефанија, што го следеше мојот пат и беше среќна, бидејќи, можеби, ти го отворив патот кој денес го одиш. Благодарна сум дека сум ја имала мојата мајка, водилка. Ама многу ти благодарам што си до мене. Која што веруваше во мене дека ќе успеам. И знаете, благодарноста е многу битен елемент во животот на човекот. Во моментите кога се колебав, таа ми велеше не, ти ќе продолжиш напред. Многу сакам да се заблагодарувам на луѓе кои вистински направиле убави работи. Затоа што имаш талент. Тоа е Божја дарба. Зборот благодарам е величенствен, боженствен. Ти треба да го следиш Божјиот пат. Да имаш благодарност кон се што се случува, бидејќи се случува со причина. Благодарам е зборот што многу значи, но ретко го кажуваме. Wanna be a healer, heal this world. Dosta je, dovoljno je, тоа што го прават. Направија лоши работи, нема да кажувам, зашто сакам да сум исцелител, да го лекувам светов, да се поправи секој дел, да вратам право значење, да имаме мирно место, да имаме среќни моменти. Јас сум исцелител, како тебе, тебе и тебе, секој може да биде како мене, тебе и тебе. Јас сум нешто, можеш ти да бидеш нешто, јас сум нешто, ти си нешто. Да им помогнеме на земјата да биде безбедна. Јас сум нешто, ти си нешто. Да направиме нешто, да направиме нешто. Да се биде, за да се живее, да бидам, за да живееш, да живееме. Посветна среќа, доста, се што направија. Никој не може да украде што Бог ни дал. Јас сум
nešto. Možeš ti da budeš nešto, ja sam nešto. Ti si nešto.